Здраво, драги мои пријатели и пријателки, добре дојдовте во уште едно издание на Quo Vadis на Единствена Македонија. Како и секоја недела, ќе прошараме по глобушчево. Еве го глобушчето, тука ние, за да не се загубиме. Искрено верувам дека е округла топка. Не е рамна. Се што постои во универзумот има тенденција околу гравитацијата. Било што да фрлите честички во бестежинска состојба во универзумот, во космосот, тие ќе се соберат некако рамна тепсија. Туку како топка. Туку, а и они што викаат дека Божјата креација може да нели Господ за да ни докаже, не знам ова она, па ние сме криеле дрндрн јариња, но нели генерално неписмени луѓе кои има една клучна реченица. Бог нема да ги крши законите кои сам се ги воспоставил. То се законите кои вие неверниците, мислам атеистите ги велат дека се тие природни закони, ние верниците ги викаме Божи закони. Значи, дали е тоа квантно, атомско или гравитацијско, математичко, какво и да е, се што е поставено како норма, константа во универзумот, е дел од креација, а не случајна манџа правење. Океј, нема да навлегуваме во тоа. Ги собераме полека впечатоците постизборно во Македонија, што значи дека се поизвестно е дека долгогодишното криминално владење на ДУИ завршува и она што се гледа како тенденција, моje не е да ги анализирам овдека во Quo Vadis обично други работи, но има поента зошто овде што се случува, па после го префрлам и во светот. Значи, слушајте ме добро. Значи, власта, социјалдемократите, ова квази левичарска, пронацистичка, да речам, профашистичка, иако декларативно се спротивно тоа, но на начинот на владење се е спротивно, освен некои демагошки принципи, као зборете на социјални мрежи, ништо не ви правиме, 100 души се веќе казнети за тоа што збореле вака или онака. Не, и јас се согласувам дека демократијата треба да дозволи слобода на говор, но со одговорност, да си сносиш одговорност за она што си го кажал. Што значи во суштина тоа? Тоа и Елон Маск го кажува, а тоа ви вика. Се што е законски е дозволено. Се што е незаконски да биде санкционирано. Крај. Значи, ние сме поставиле закони. Нема нови закони донесување за слобода на говор или за неговор или за забрана, ама тој изборел, тоа било хейт. Дај ми го во закон дека е тоа хейт и ќе завршиме работата. Треба да разберете една поширока слика, дека кај нас падот на власта е на некој начин едно добро предвестие што ќе се случува во светот во наредниот период. Зошто? Не дека сме ние влијанието, но ние сме, како да ви кажам, ние сме отпорникот со најмала јачина. Ако дека е по 10 ампера, ние сме 0,5 ампери. Што значи, ако и има некои органски природни промени, тие прво ќе се почувствуваат кај нас. Зошто иначе беше земена Македонија за тренинг граунд за Сорос, како ќе рушат влади и така натаму. И сето тоа е многу убаво, но не предвидува една работа, а тоа е колку подолго го труеш народот, а народот покажа дека е генерално демократски и толерантен. Не кај нас, сегде во светот. Што значи? Се дозволија секакви перверзии, педерасти, трансджендери и така натаму, радикални работи, кои не би требале да ги осудуваме, затоа што ако им е дозволено да екзистираат, за да се покажеме ние какви сме како луѓе и верници. Многу е лесно да ги хейтаме и да им идеме контра, и тогаш ќе станеме исто како нив, како што они нас не хейтаат. Тешка е оваа борба, ама христијанството
победи. Не е конечна победа. Конечна победа допрва ќе дојде, но обстанува 2000 години токму на овие постулати. Зборам за моралните и етички. Не зборам за војни, не зборам за конфликти. Тоа секој ќе се измисли зошто, некој ќе рече во име на црквата. Во име на црквата, во име на џамијата, во име на будизмот, во име на технологијата, во име на вештачка интелигенција, во име на земјата, во име на патриотизмот. Милион војни се нагледавме и стално има некаква нова причина за тие војни. Значи, падот на оваа власт за мене е некакво предвестие што чека светот. Имено, ќе ви кажам што точно мислам дека ќе се случи во Соединетите Американски држави, дека Доналд Трамп ќе се врати, што е преседан по мене, но за жал нема личност како кај нас некој кој го истрпе. Види, ВМРО ДПМН трпеше невиден мобинг овие години, дојде до работно исчезнување. И гледате сега, како по онаа поговорката балканска, кој другоме јаму копа, сами си паднаа у истата јамка. Зато и демократијата која овие ја продаваат со нивни ригорозни работи и кои со години Сорос се убедува да ги наметне, нели, како правила. Мора да го почитувате овој. Правилата, значи, како се донесе? Например, групните права на одредена група, да речам, ЛГБТ, транс, вакви или онакви, да биде над општите права на мајоритетот во една држава. Значи, она што народот како по бројност, по мејџор го донел како закон за еднаквост на сите, и скоро сите закони се многу окей, сите устави се, нема фашистички устави да копате по светот. Но, за да ги контролираш таквите работи, треба да им наметнеш. Не, уставот не ви е добар. Треба во уставот да ги вметнете љубителите на кучиња, мачиња, врапчиња, оние што сакаат да бидат геи, оние што не се геи, оние што се поларни, биполарни, неполарни и така натаму. И сето тоа конфузија. А народов го трпи. Згора на се. И тоа ќе им поминеш. Туку, се ова, барем кај нас, се покажа дека е само од лукративни причини и контрола. Во светот и кај нас, короната ми се чини, моје лично мислење, не мора да се согласите, дека короната беше реална болест. Короната беше булшит. Но генерално беше избустана на таков начин и злоупотребена да се воспостави уште подобра контрола. Зошто? За лукративни причини. Најавиш автопат, не го градиш. Најавиш фабрика, не ја градиш. Најавиш ова, не го градиш. А парите ги земаш. Се во име на виши цели. Класичен NGO Соросоиден. Мислам, ако Сорос имал намера да владее светот, на многу добар начин тргнал со тоа. Ги фатил сите NGO, ги фатил медиуми, клучните партии ги земал, кои лесно се купуваат, како овие што се не демохристијани, социјалдемократски, кои лесно во име на прогресот влегуваат во шема, плюс ако има парица, влегува full force. Но она што заборавија е дека народот, ние, мислеа дека ќе ни ги исперат мозоците, дека на народот ќе го натераат насила да верува исклучиво во тоа вие што го сакате, а нели со прешар, со притисоците, со затварање на патриоти, со прогонување на овој што кажува добро, овој што кажува лошо, овој што кажува вака или онака, дека ние ќе се заплашиме и ќе идеме назад. Но ама една работа, јас сум го говорил милион пати, а тоа е кога ќе заокружиш на избори, кој може да те контролира? Тоа ве прашувам. Кој може да контролира на избори кој колку што гласа? И тоа има манипулација. Но кога паѓаат манипулациите? Кога е масовност. Кога има масовност. А овде кај имаше, кај нас, Дунав.
Истото ќе се случи во Соединетите Американски држави. И тоа ќе биде добро за целиот свет, затоа што ќе се поттикнат тие процеси и во другите земји, затоа што сега оваа администрација, тоа не значи дека Америка виновна за се. Напротив, виновна е администрацијата која тоа спроведува, како да сме ние сега виновни зошто Македонија има најголема корупција. Не, точно знаеме зошто има. Тоа се ДУИ и СДСМ. Дури и СДСМ не е толку корумпирана колку што беше ДУИ, а за да останат на власт, бидејќи им беа потребни ДУИ, им дозволија да прават што сакат. Истото се случува во Соединетите Американски држави. Криминал, отворени граници и пуштање, дозволување да бидат луѓе силувани, полицијата тепана, народ сето тоа го гледа, овие, ја не знам, мислам, малоумни ли се, исто како и за нашеве. Викам, а што очекував? Не знам што мислевте. Не знам што мислеа и нашиве. А не знам што мислят и овие кои владеат во Америка. Дека што? Дека народов не гледа, не слуша, дека е толку уплашен, дека толку добро работат. Ја не знам, ова delusional, се обидувам да го изанализирам поразот на претходната власт. Дури не се ни опозиција да ги кажам. Дали е тоа свесно идење само да се изнакраде, затоа што имаат земено пари, 50 години у опозиција да бидат лордови. Дали е тоа од некадарност, затоа што го продадоа задникот на други криминалци да владеат, како што се ДУИ, и им дозволија што сакаат да прават. Буквално. Фабриката и коридорот 8, кои земаа скоро пола милиарда се дадени пари, ништо не е направено, вака шајка не е заковано. Тоа го знаете. И се, овај необичен народ го знае. А што мислите, како е па во Америка? Доналд Трамп мора да се врати. Не затоа што заслужува. Ја искрено да ви кажам, Доналд Трамп е многу напнат тип за мене. Ја затоа што е доста агресивен и звучи као ја кога ќе почнам у емисија нешто. Зашто родо? Шега на страна, човекот е менаџер. Менаџер, он менаџира, он не ја гледа државата како председател на држава, он ја гледа државата како една голема корпорација која има проблем. Што е проблемот? Тоа и го решава проблемот. Не тера политика, не мисли да краде, има све, се изнаживеал, извртал жени, све што му треба. Сака нешто саглам да направи. И тоа се чувствува. Истото и Елон Маск, која будала би дала. Абе, ја да ви дадам 200 милиарди да ви дадам. За 50 милиарди да ви го понудат Фейсбук, дали ќе го купите? Ви гарантирам дека нема да го купите. Зошто? Од многу проста причина, затоа што, ајде, што ќе се зезам. Елон Маск е многу над нас и тој човек ќе прави големи промени. Штета што не може да биде председател. Он е идеален за председател. Подобар е од Доналд Трамп. Подобро го разбира бизнисот. Подобро знае со луѓе. Уште подобро знае со медиуми. Прави добро не само за Америка, за цел свет. Абе, донесе интернет кај што луѓе не виделе интернет. Знаете ли што тоа значи? Еве, ако сакате, за време на конфликтот во Газа, имате сочувство спрема палестинскиот народ, децата, па нема интернет, нема како да се јават. Им однесе, им даде Starlink и така натаму. Кој тоа го прави? Не е тоа само туку така нешто и еве ви, environment, сакате фосилни горива да намалиме, се убедивме у тоа, работи нешто, вештачка интелигенција која ќе помага. Милион работи. Нормално, нашиве небањати одма, сатана било вон. Секој добро што прави, све е нешто сатанско. Само вие што садите хромиц сте добри. Не е тако светот, абер немате. Македонците треба да новата власт, ја би предложил да воведе чартер летови за оваа проста раја што не излегла не од границите на Македонија, од својот град. Има такви, ние имаме 500.000 луѓе кои уште имаат некое јавно зове мислење, кои не мрднале у друг град, од село не излегле, а камоли у друга држава. Да видат што е Париз, што е Берлин, што е Москва. Да прошетаат малце свет, вака, 2-3 дена, платено, 2-3 авиона, отиди. Ја ти викам, ќе се измениш за цел свет. Отиди. Све што знаеме од интернет,
Знаеме лошата страна за Америка, лошата страна за Русија, лошата страна за Кина, лошата за Германија, Европа и така натаму. Отиди да видиш на терен како е поинаку. Отиди. Да, ќе ги видиш и лошите страни, ама добрите страни стварно треба да се доживеат. Стварно треба да се доживе. Ние не можеме да живееме вечно у омраза, мразам Грци, Бугари, Срби и така натаму, мразам Европска Унија, мразам ова, сакам Русија или не сакам Русија, сакам Америка. Нонсенс е денеска. Со 2 клика ја кај сакам идам. Дали ме разбирате? Преку можам да купувам работи од кого сакам, од каде сакам и нонсенс е ова примитивно средновековно. Но не може да биде раководено, одредена соросоидна структура која врши конфликт меѓу луѓето и меѓу народите. Доналд Трамп ќе ја среди работата затоа што ќе ја третира државата како бизнис организација. На шефовите како име, лошо име, предобро име. Чекајќи им намалиме, а на тие подшефовите на нив име лошо. Зошто? Заради тоа и тоа. Океј, онда ќе ги коригираме овие за да има овие најдоле тука. Што е, границите се отворени, зашто па пуштаат овие мигранти? А зашто ги пуштаат мигранти? За да имаат поголемо гласачко тело. Замисли која перверзија. Не да направиш нешто добро за својата земја, за својот народ. Туку да викаш некоја и претежно криминалци, добре дојдени, која ќе дојдат веднаш прават криминал, или крадат, или силуваат, или тепаат полицајци и веднаш се ослободени. Види, културолошките разлики ги разбираме и така натаму, и така натаму. Што разбирате, бе? Што разбирате? Дали сваќате дека народот го гледа тоа, го перцепира и не му се допаѓа? Нормално дека не му се допаѓа и не смее да му се допаѓа. И затоа истиот начин, можеби на во помало разберка и нас за други работи, истово го правеа. 7 години народов толерираше и им дозволуваше да прават што секат. И што мислеа дека ќе им се случат на овие избори? Човек да се запраша дали ВМРО беа толку добри или овие беа толку лоши. Овие беа толку лоши. Овие беа ултра лоши. Зошто ВМРО доби? Затоа што се сеќаваат дека за време на ВМРО, покрај се лошо, и тоа како почувствувавме подобар бенефит. Материјален. Океј? Сега, ВМРО ДПМН, се надевам дека ја научи лекцијата и дека нема да ги повтори грешките со нивните бртучеди кои, беа беа престроги во оној слобода на говор и така натаму. Но тоа мораше и нив ги разбирам, затоа што имавме шарена револуција која идеше Украина перверзија. Веќе шарени револуции, тешко дека ќе видиме. Жалам за Грузија што и се случува, уште неколку земји таму мафтаат, као тоа било глас на народот. Не, тоа е глас на NGO-ата, тоа е глас на неколку невладени здруженија кои се платени од надвор да го прават тоа што го прават, бидејќи народот малку се знае да се подуплаши, но не знае да излече заклучок од нас. Истото се обидуваат да го направат и со Србија, и Вучич, нека е жив и здрав, ама ќе мора да најде замена. Бидејќи за да не падне, ќе мора да донесе некој сличен да ја потполно да ја продолжи таа политика. Ете, тоа е проблемот мој со големите лидери кои тешко после наследуваат. За разлика од овие на Западот, која ќе донесе некој ибниња, исчашени и така натаму, лесно се заменуваат, тоа како бройлери. Стави еден, стави друг и они се тера некоја политика. Вамо е малце зезната работа. Но ако дојде Доналд Трамп, овие двајца луѓе ќе можат рамноправно да учествуваат во креирање на цивилизацијата на светот. Овие двајца луѓе не се против цивилизацијата, но се против перверзијата. И ја разбирам. Кинезите ми се малце опасни и ја искрено се плашам од нив, бидејќи Кинес ако ти се радикализира, дали знаете каква е кинеската тактика ако некој ги нападне? Значи веднаш се предаваат 30 милиона луѓе. Знаеш што е 30 милиона затвореници? Не знаеш што да им правиш. 30 милиона куршуми, дали сваќате тоа е годишно производство на Русија од куршуми, не можеш ни да ги доутепаш. Тоа е страшна стратегија како да се запре непријателот додека се простројува. Кога пред
1000 години имале проблем со монголите, изградиле зид, не отишле да ја запалат Монголија. Значи, поинака култура, поинако размислување. И они сакаат да се надпреваруваат. Не може да доминира само една страна. Мора повеќе страни. Мора да се тера бизнисот. Доналд Трамп е затоа погоден, затоа Русија, која мора да живее, да преживее, а преживуваш денеска ако идеш напред. Затоа Тајван ќе биде клучен. Гледате како се смирува работава Блиски Исток, Иран, затоа што не можат да ја разрешат. Они у момент буфтаат, дингаат и така натаму. Ја решија со Либија. Обама, Нобеловата награда за мир, а бомбардирањето на Либија, убиството на Гадафи. Зошто, бре? Бил тиранин. Никогаш либискиот народ не живеел подобро. Ама немало демократија на слобода него. Еве ви е сега демократијата. Племиња се колат меѓу себе. Тоа е демократија? Не, тоа не е демократија. Тоа е начин да ги закараш за да ги владееш. Тоа е римскиот раздели па владај. Уште важат истите правила. Многу добро ќе биде за Македонија Доналд Трамп да победи и да се релаксираат тензиите низ целиот свет. Ке има Тајван таму тензија, ама овдека да има, за да пазарот почне да блика. Тогаш стварно ќе почувствуваме како во златното доба на Југославија, златното доба на Америка после Втората светска војна, златното доба на Европа во 70-80 години. И тогаш ќе се живее многу подобро. Благодарам за вашето внимание, драги мои. Лека ноќ и пријатно.